Да видиме со кои фудбалери екипите на Пелистер и Силевски го играат овој надпревар, да чуеме од самите тренери на екипите. Па еве, почитувани гледачи, на клупата сме на екипата на Силевски и шефот на стручниот штаб Лазар Плачков со внимателен поглед ги следи настаните на теренот. Плачков, ве молам за гледачите на македонската телевизија. Најпрвин составот на екипата и зошто токму овие играчи на теренот, а кои беа причините за вакви 11 играчи? Пред сви проблема кои сме имал пред оваа утакмицу, јас сум извел моментално најбољи 11. На голу Трајчев, десни бек Клюшев, лево Арсе Андовски, Ангелковски, Александровски, Лековски, онда идемо Николов, Захариевски, Бошковски, Боров и Турзефич. Чуваат поруке стандардни првотимци, Горан Георгиевски овде на клупата, што е во прашање? Повреđeni su Goran Georgijevski, Jovančo Bizimovski, Трајче Сенев е тука на клупи, али видjet ćemo друго полувреме, и Србовски. Но останува оптимизмот и желбата да се освои пехарот. Нормално, увек е присутен оптимизам и јас се надам најболjem, а видjet ćemo на крају. Благодарам, почитувани гледачи, веднаш се префрламе на клупата на Пелистер, за да поразговараме и да чуеме од шефот на стручниот штаб на Пелистер, Зоран Смилевски, седите што го започна на преварот и зошто токму овој состав. Почнеме со Јанаки, Грозданов, Василевски, Савич, Весилски, Борчев, Ановски, Тони Мицевски. Па повеќе офанзивно. Опрезно позади со 5 стрикни играча и напред со 5, значи и офанзива и опрез. Во секој случај вие се чини имавте помалку проблеми околу составот, кај вашиот колега Плачков го нема репрезентативецот Горан Георгиевски во составот. Па имав и јас проблеми, ето, голема желба кај сите играчи се надминат они болки, они повреди, сите сакаат да играат финале, тоа е крунена кариера, сигурно затоа сме и комплетни. Ванчо Мицевски, Преселски, Лјушев. Топка за Пелистер. Лјушев, Василевски. Еве шанса за Пелистер. И автогол, 1:0. Автогол, водство на екипата на Пелистер од 1:0. Остана тамо да лежи, мислам дека е тоа Александровски. Изненаден е голманот Трајчев во средината на првото полувреме. Некако логично по иницијативата што имаше екипата на Пелистер, дојде во вество, меѓутоа на начин како што се рапака не очекуваше екипата на Пелистер. Боров. Еве шанса и 1:1. Голот го постигна Александровски. Александровски во последните моменти од првото полувреме изравнува на 1:1. Некако логично и овој гол дојде по иницијативата што имаше екипата на Силекс по водството на Пелистер од 1:0. И еве сега во завршницата на првото полувреме Александровски изравнува на 1:1. Да погледнем уште еднаш и навистина на некој начин ги зголемува шансите и на својата екипа, нуди пред нас едно изворено второ полувреме. Ова е втор жолт картон и Николаевски, големате Спортски ја прима ова одлика, ја напушта играта. Ова се случува во 50-та минута од првото полувреме. Во меѓувреме, почитувани гледачи, од двете клупи разменија не најпристојни зборови едни кон други, а ќе се обидеме малку да поразговараме со фудбалерот што го доби вториот жолт картон. Николаевски мора пред време да го напушти на треварот. Не се спомнам дека во жарот на борбата се обидовте да го спречите Боров. Во тој момент веројатно воопшто ни не помислите дека имате еден жолт картон веќе. Не само што помислиме го одев чисто на топка на старт, меѓутоа видовте, судијата нема еднаков критериум при доделувањето на картоните и тоа е погубно за овој натпревар, тоа е срамота. Ќе ви биде многу потешко на вашата екипа до крајот сега. Се разбира, сигурно сега не знам како ќе биде, кој играч ќе оди на Бошковски, ќе се упразни уште едно место во средината, сигурно, не знам. Тони Мицевски и Трајчев. Брани Трајчев, не успеа
Тони Мицевски, Трајчев брани, останува 1:1. Александровски, Силекс е во предност, води со 2:1. Ванчо Мицевски. Киро Трајчев, незаслужниот во завршницата, ќе го прими пекарот од Дарко Панчев, претходно од председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Честитки, еве го овој момент за историјата на нашиот фудбал. Дарко Панчев го предава пекарот на капитенот на Силекс Трајчев. Тој е вториот капитен во историјата на нашиот фудбал. Тој го држи во раците високо подигнат пекарот, белор на господинот Битаровски. Фудбалерите на Силекс Трајчев, Јушев, Цеков, Сенев, Антовски, Ангеловски, Александровски, Лековски, Николов, Захариевски, Бошковски, Боров, Зефич, Ноевски, Анđелковиќ, Милосовски, сите оние што беа пријавени. Драгомир Одив игра во својата фудбалска кариера, еве го придодаваат овој ден за секогаш, што ќе го паметат, зашто навистина во фудбалската, во спортската кариера, овие се оние врвни моменти.